сакам самба, 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 барам една самба да одиграм во Штип. Си од града гледа, 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 како играм самба, мојот сакам Штип. Фестивалот Макфест Штип неодамна го одбележа својот 40 годишен јубилеј на 3 фестивалски вечери, од кои што третата фестивалска вечер беше ретроспективна и на истата имавме можност да се потсетиме на дел од најслушаните макфестовски хитови низ годините. Една од песните која што буквално цела Македонија ја знае и со задоволство до ден денес ја подпевнува кога ќе се потсети на Макфест Штип е песната Колку сакам самба, што беше изведена во сега веќе далечната 1988 година од миленикот на штипската и македонската публика Питер Џон Босе. Питер Џон Босе допатува специјално за 40 годишниот јубилеј на Макфест во Македонија, а ние го искористивме неговото присуство тука за да направиме и кратко интервју. Питер, здраво, добре ни дојде после долго време во Македонија, беше вистинско задоволство да те видиме повторно на сцената на Макфест во Штип. И добар најдов. Супер беше то. Штип, Штип, Штип. Ја, знаеш, ми се врати емоција. Знаеш, 88-ма. Почеток на 88-ма ја бев на работи кај Лазар Ристовски во Белград. Живи во Белград. И јас знам треба да одим за лето времена да водим са туристи Југотуз, ако памтиш. И бев во Охрид. И Лазар се вика sa директорот и на Славе Димитров, вика, он исто пева и компонира песми. Ајде, пусти, знаеш. И ја веќе имам пријателско sa Џока Георгиев од 87 година, кој направи некој помоќ на првата приватно студио на Тоша Попсимомов. Бог да го прости, добар пријател. И он снима исто нешто тамо. И така дојде некој на комбинација. Ја викам, не сакам. Јас бев повеќе на некои алтернативни, знаеш, на алтернативни музика. Нели порано свирав на Джереми Спенсер, Флитвуд Мек и така. И снимав са Горан Бреговиќ, тогаш у Студио Академик у Лубјана и така. И кажав, добро, ќе пустим една песма, ама тоа сигурно нема да биде примено. Тоа е така лоша песма и се вика Питер Самба. Исти мелодија. Ми се јави супер песма. Џого ќе направи нов текст, како сакаш да биде Питер Самба. Викам, каде е фестивалот? Вика, у Штип. Вика, кај е Штип, во Етиопија? Не знам. И не, тоа е во Македонија. Добро, вика, самба во Штип да направи се. И така направи Џого. Така се роди големиот макфестовски хит Колку сакам самба на ваша музика, текст на Ѓоко Ѓоргиев, песна која што стана како еден вид химна на фестивалот и која што се пее до ден денес. Музичкиот и животниот пат ве донесе во Македонија, каде што останавте речиси 30 години и многу пати настапивте со други песни, меѓутоа Колку сакам самба беше најголемиот успех. Да, и тоа беше малце, знаеш, чудно. Еден ден, ще шетам на улица, никој не ми зна. На првата полуфинала. Народ овако, аутограм. И после ја решим да се преселим од Белград до Скопје, знаеш. И така после има Паричка се Рисо Самарчиев дует. Дуетска исто на Макфест? Да. Играј салца,
беше наред. Кој беше стариот Стипски валс? Имаше исто, има... Како беше таа песма? Не знам века, јас се борам. Ама имам сигурно 6-7 песми и на Интерфест Битола бев. И тој беше добре. И така. Сега е далеко сум од Македонија. Па добро, не е толку далеко, живеете и работите сега во Бугарија. Да. Каде точно во Бугарија и со што се занимавате? Повторно дел со продукција, така? Да, имам видео и аудио студио, плюс јас сам повеќе имаме еден група у село Свет и нон-стоп имаме компјутери отворено и собираме дата са клима. Плюс јас сум undercover мало против педофили и да направим помош. Јас бев во Филипини, направив проект на хуманости, затоа мене ми то не мога да гледам. Деца ни е крив, знаеш, и тамо се ради, нема пари, они продава деца. Са некои така стари американци или некои европјани, тоа е многу... Ја плашав кога гледав и викам, ајде, ќе направим така. И плюс, нон-стоп, јас сум на медија, да собираме, знаеш, право ствари од земјотрес, од поплава. Имаме датабанк. Практично сте хуманитарно ангажирани, работите на ова поле. Разбрав дека живеете во рурален амбиент, блиску до природа, на село, вистина ли? Да, ја кажам, тоа е центар на универзум, затоа има 400 народ тамо и 2000 крави. Знаеш, мало село, близко до Раднево. Како се вика? Полски градец. И тоа е многу убаво. Купив еден бивќа конјерски фарма и реновирав све. Има исто место за туристи, имам апартман, се вика да Cactus House. Направи вино, најдобро вино, на срно. Тоа некој рецепт може би од Македонија за добро вино. И така направи. Малце како новинар, дадав информатика на таа катастрофална поплава на Средно море, близко на Бургас, и тамо бев пак малце на холандски медиум. И така работим, нема место за спиење. Таков е животниот пат на еден холанѓанец кој што пропатува и живееше низ Белград, низ Скопје и еве сега во Бугарија. Но она што е карактеристично за вас, што секогаш ве краси една ведра енергија која ја носите со себе каде и да одите, и тоа беше забележливо дури и сега на овој настап повторно на сцената во Штип. Како вие го доживеавте после толку години? Да се видите пак со тие сите стари колеги, да ги отпеете заедно хитовите и да се подсетите на тие стари добри времиња? Плакам. Се видиме прво со Трајче Манев, со Ристо Самаџиев, со Јаневски, ама са Росана, са Мики Џафир. Каде сте људи? Кај е тоа времена? И сите, знаеш, и пак, знаеш, има некој кој не е кај наш века. Кај Драган Бојс, знаеш, они не е века тука у наш свет. Ја направив доста убава песми, како балада, и сега направив една песма со сите кои не е века кај наш. И се вика Place Where Only Angels Go. И тоа е малце на емоција. И Венко Мисковски пак ќе направи арешемент. И планирам да извадим още еден, знаеш, албум. И то, знаеш. Али, ја толку сакам Македонија и I'm homesick. Стварно, имам еден план, можда за година или 2 години, затоа во Българија сега раста цени. И сакам да продам све и да купим тука негде, знаеш, во некој село, да се наврати на Македонија.
Имам толку пријатели тука. Имам повеќе од македонски крв, имам, знаеш. И да знаеш, ја увек браним Македонија. И културна, и историски. Ја многу сакам Македонија и тоа ми е, знаеш, шелба, знаеш, да навратим, да најдев. Вчера зборив са Машо Драгица и вика, ја ќе најдем еден стара, плюс јас сум мајстор, ќе дадем екстра помоć, знаеш. Така ми е план. Таа љубов што ја чувствувате кон Македонија и ви ја враќа македонската публика со огромна симпатија, со поддршка, со прифаќање секогаш кога ќе направите нешто ново, кога ќе отпеете и ќе подарите нова песна на нашата публика. Питер, ми беше чест и задоволство што имавме можност да се видиме, бидејќи денеска патувате назад за Бугарија, но со задоволство ќе ве очекуваме повторно да ни дојдете и се разбира, ние сме тука да ги промовираме сите ваши не само сегашни, туку и идни активности. Да, благодарам многу за овој разговор и да поздравим сите на Алфа телевизија. И јас сум Питер Џон Босе, плаќа се еден, добијаш три. Ќе певаме малце? Може, и се разбира која песна, колку сакам самба. Многу сакам самба, 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 барем една самба да одиграм во Штип.